Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Финансиска подршка од државата ќе добие општина Кучани за два проекти со кои аплицираше преку Источниот плански регион. Едниот проект е за изградба на споменикот на Никола Карев кај локалитетот Свиланово, а вториот за изградба на патот кон селото Јастребник. 5.700.000 денари ќе добие општина Кочани како финансиска подршка од Бирото за рамномерен регионален развој за изградба на спомен паркот во местноста Свиланово посветен на Никола Карев. Проектот ќе се реализира во соработка со општините Чешиново, Облешево и Пробишти. Освен тоа, нашата општина ќе добие уште 2 милиони денари за изградба на патот кон селото Јастребник, поточно на делницата од Мала река до местноста Влашка Орница. Според градоначалникот Димитровски, одлуката за доделување на средствата била донесена во четвртокот, а реализацијата на двата проекти требало да започне за краток период. Очекуваме дека за 10 дена ќе се потпишат договорите со Бирото за рамномерен регионален развој и дека ќе можеме да ги распишеме тендерските постапки за едниот и за другиот проект, така да реализацијата би била некаде кон средината на оваа година. За реализација на изградбата на патот кон Јастребник, подршката од Бирото е со 50% од вредноста, а другата половина треба да ја обезбеди општина Кочани од својот буџет. Се работи за решавање на најстрмните и најтешки делови од патниот правец непосредно после Браната градче. Во општинскиот буџет имало обезбедено средства преку програмата за изградба на патишта и улици, па единствена обврска е да се направи нивна пренамена. За проектот за спомен паркот во Свиланово пак, парите целосно се обезбедуваат од државниот буџет, а општината нема обврски за учество во инвестицијата. Прекограничен центар за подршка на ромски бизнис е насловот на проектот што Сдруженијето на Роми Авена од Кучани во соработка со партнер организацијата Сдруженијето Лидер од Благоевград, Република Бугарија, започна да се имплементира и во Кучани. Целта е мотивирање на младите луѓе и жени од ромските заедници да започнат собствен бизнис. Појдувајќи од фактот дека ромите се ранлива група која што живее во ризик од социјално исклучување и сиромаштија, за која главната причина се ниските примања, двете општини, Кочани од македонска и Благоевград од бугарска страна, заеднички започнаа да го имплементираат проектот Прекограничен центар за подршка на ромски бизнис. Целта на проектот е градење на капацитет помеѓу ромите од двете општини да започнат свој бизнис со специфични цели да се мотивираат младите луѓе и жени од ромските заедници од Благоевград и Кучани да започнат собствен бизнис со користење на најдобри практики. Се формираат два центри, ќе бидат прекогранични, се нарекуваат заради тоа што ќе има еден во Кочани и еден во Благоевград кој што треба да бидат во една тесна соработка. Потоа, друга активност важна што е за овој проект е што има можност за учество на 12 учесници да присуствуваат на обуки кои што ќе се одржуваат во Македонија и во Бугарија наизменечно. Од тие обуки, од тие 12 учесници, на 4 кои што успешно ќе ги поминат обуките, ќе добијат покрај сертификати, туку ќе имаат можност понатаму на сите четворица да им се направи еден бизнис план за да можат понатаму да аплицираат во нашите институции за подршка да си започнат собствен бизнис. Проектот во Кочани го имплементира Сдруженијето на Роми Авена со партнер организацијата Сдруженијето Лидер, кој што воедно е и водечки партнер во проектот. Ние имахме едно исклучително партньорство. Ние склучивме партнерство со Сдруженијето на Роми Авена од Кочани, за да можеме да ја покренеме идејата која што би требало да биде ефективна за ромите од двете општини. Се покажа дека ние всушност имаме исти проблеми, а тоа е големата невработеност, посебно кај ромската популација. И затоа дојде до идеја за спроведување на овој проект, да можеме да им помогнеме на младите роми да си отворат собствен бизнис. И соответно някој да ги подкрепи. Центарот за прекогранична подршка на ромски бизнис ќе го поттикнува креативниот дух и иновативноста кај ромското население со посебен акцент на младата популација и жени до 29 години. Преку действување на центарот би требало да има ефект врз ромската популација од двете општини и да се развие кај младите роми предприемачки дух за креирање нови бизнис идеи. Проектот финансиски е поддржан од ИПА програмата на Европската унија.
Подрачната канцеларија на Управата за водење матични книги од зградата на Бетон е преместена во просториите на поранешен Фонд за пензиско и инвалидско осигурување. Од канцеларијата во Кочани информираат дека сите потреби што ги имаат граѓаните може да ги извршат во новоотворените простории. Подрачното оделение на Министерството за правда во Кочани, односно подрачната канцеларија на Управата за водење матични книги, од оваа седмица се наоѓа на нови простории, кај поранешен Фонд за пензиско и инвалидско осигурување. Обезбедени се со шалтерски системи просторија за администрација, а вработени се неколку матичари и други соработници и советници, кои што ја извршуваат целокупната работа од областа на матичното работење за потребите на граѓаните на територијата на општина Кочани. Тука се пријавуваат сите раѓања на територијата на општина Кочани и раѓањата на нашите граѓани кои живеат на територија на општина Кочани, а се родени во странство. Исто така тука се пријавува и за склучување на бракови кои се склучуваат во просториите на салата на општина Кочани и бракови по желба на граѓаните, секако тоа е плативо, каде што ако имаат можност финансиски тоа да го поддржат на лице место, односно во ресторанот каде што се случува веселбата или на некое друго атрактивно место. Исто така тука се пријавуваат и браковите склучени во странство, а за лицата кои живеат, кои имаат постојано живеалиште на територија на општина Кочани, како и смртните случаеви кои се случуваат на територијата на општина Кочани и смртни случаеви настанати во странство, а лицата се родени, значи не мора да се жители на општина Кочани, ако се родени на територијата на општина Кочани, а смртта настанала во странство, таа се пријавува тука во подрачната канцеларија Кочани. Издвојувањето од МВР е согласно прописите кои што ги налага Европската Унија, а тоа е градската матична служба да се одели од Министерството за внатрешни работи. Вучков додава дека старите простории кај зградата на поранешен Бетон не беа соодветни за нормално извршување на дејноста и комплетна услуга на граѓаните. Новите простории се во сопственост на Република Македонија и се доделени на Управата за водење матични книги подрачна канцеларија Кочани. Вучков додава дека вадењето на личните карти и пасоши остануваат во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Годишна жена од Кочани е пријавена за исчезната. Таа излегла и не се вратила дома повеќе од 24 часа, поради што синот го пријавил случајот во полиција. 84-годишната Л.А. од населбата Оризари е пријавена за исчезната, откако во вторникот излегла од дома и никој од блиските роднини или соседите не забележал каде се упатила. Нејзиниот 51-годишен син Р.А. пријавил во Кочанската полициска станица дека неговата мајка на 28 февруари во периодот околу 9 часот и 45 минути ја напуштила семејната куќа и не се вратила повеќе од 24 часа. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, надлежните органи веќе преземаат мерки за нејзино пронаоѓање, но засега безуспешно. За период од 4 месеци, ова е трета пријава за исчезнување лице во микрорегионот, а втора во нашата општина. Предходно, на 2 дена пред Нова година, во полициската станица во Кочани беше пријавена исчезната 54-годишна жена. Ист таков случај во полициската евиденција беше регистриран и на крајот на ноември минатата година, кога во полицијата во Виница беше пријавена 17-годишна девојка. Официјални информации дали исчезнатите во меѓувреме се пронајдени од секторот за внатрешни работи не беа доставени. Полициската станица Кочани регистрирала пораст на имотниот криминалитет, односно кражби и измами во регионот што го покрива. Затоа упатува апел до граѓаните да преземат превентивни мерки за да си го заштитат имотот. Следејќи ја состојбата со криминалитетот во регионот, службите на полициската станица Кочани констатирале оти имотните деликти се во пораст, односно дека има зголемена опасност од тешки и други кражби, како и од измами. Затоа упатија и писмен апел до граѓаните, за и тие самите да преземат соодветни мерки со кои ќе го намалат ризикот да бидат ограбени. Во апелот се препорачува да се заклучуваат вратите и прозорците во станот кога се излегува од него, па и во периодот кога станарите се наоѓаат внатре. Кога дома нема никој, треба превентивно да се остави запалено некое од светлото во станот,
а во вечерните часови да се осветли секој надворешен влез, дворот, вклучително и гаражната врата. При повеќедневно заминување од домовите на целото семејство, треба да се избегнува потенцирањето на отсуството преку социјалните мрежи на интернет, а при оставање на возилата во дворовите и на други места, тие задолжително да се заклучуваат и во нив да не се оставаат предмети што привлекуваат внимание, како ташни, куфери, мобилни телефони, лаптоп компјутери и слично. Во апелот од полициската станица стои дека треба да се обрати внимание и на опасноста од измами. При сомневање или индиции дека постојат можности да бидат измамени, граѓаните на дискретен начин треба веднаш да ја известат полицијата и по можност да ги задржат измамниците со разговор, за да се добие во време додека да пристигнат полициските службеници на лице место. Полициската станица ги предупредува граѓаните посебно да внимаваат на овој вид криминал. Воедно се апелира да се зголеми будноста и да се подобри соработката со органите на прогонот преку давање корисни информации, односно да се даваат известувања на полицијата за евентуална раздвиженост на непознати сомнителни лица и возила во близина на имотот на граѓаните, а со цел да се спречи кривично дело или да се пронедат сторителите на веќе извршените кривични дела. На крајот, од полицијата ги повикуваат граѓаните сите сомнителни безбедносни појави да ги пријавуваат на бесплатниот телефонски број 192. Сабота во 11 часот на градскиот стадион во Виница ќе се одржат традиционалните Тодорови трки. Настан со кој возрастните се враќаат во детството, а младите генерации добиваат шанса да ги поднаучат заборавените традиционални игри кои остана блокирани под тастатурата на компјутерите. По повод верскиот празник Свети Теодор Тирон или кај народот познат како Тодорова сабота, општина Виница, во сабота по 7ми пат од возобновувањето ги организира традиционалните Тодорови трки. Учесниците во овој настан ќе имаат можност да се надпреваруваат во повеќе различни дисциплини, меѓу кои трчање, возење велосипед, трчање во вреќа, влечење јаже, трчање со јајце во лажица, трчање со шише на глава, трчање назад, јадење тортини од винчини, како и трка со коњи. Досегашната пракса докажала и покажала дека традиционалните обичаи, настани, манифестации се тие кои најмногу допираат до народот, ја будат колективната свест, го креваат заедничкиот дух. Тодорови трки е настан кој што ја анимира јавноста и не става граница ниту на полот, на возраста, ниту на етничката припадност. Настан во кој директно или индиректно се вклучени и најмладите и најстарите. Инаку за подсетување, манифестацијата Тодорови трки има еден квалитетен зародиш, далечната 1926 година, а последен пат се возобновени од 2009 година на иницијатива на градоначалникот Емил Дончев. Стартот на трките на градскиот стадион во Виница е в сабота со почеток од 11 часот. Инаку в сабота во 12:30 часот пак со полагање цвеќе ќе биде одбележана 16 годишнината од загинувањето на капетан Кирчо Димитриов, припадник на АРМ, загинат во воените дејствија во 2001 година. Традицијата налага на Тодорова сабота нововенчаните невести со своите свекрави или мајки да појдат на црква и да ги запалат свадбените свеќи и за здравје и пород да се поклонат на иконата на Свети Теодор Тирон. Така направија и годинава кога голем број невести го посетија православниот храм Свети Великомачени Ѓорги во Кочани. Невестите под рака со своите свекрави на денот пред Тодорова сабота го наполнија Кочанскиот православен храм Свети Великомачени Ѓорги. Оние кои што стапиле во брак од минатата Тодорова сабота до оваа, одат на црква, месат погача за здравје и ги палат свадбените свеќи. За здравје се поклонуваат пред светецот, а свештениците им читаат молитви за успешен брак и здрав пород. Во првата сабота од Великиот пост, уште наречени Тодорова сабота, кога се спомнуваме за чудото направено од Светиот Теодор Тирон, кој што под опуштение Божјо се јавува на епископот и ги заштитува христијаните од осквернување од храната попрскана од идолските жртви. Имено интересно, кај нас во овие краишта постои една убава традиција на овој ден нововенчаните невести заедно со своите мајки, со своите свекрви и со сите ближни кои што сакаат да доаѓаат да ги упатат своите молитви кон нашиот Господ и Спасител Исус Христос и кон неговата мајка, нашата владичка Пресвета Дева, доаѓаат во храмот, донасаат погачи
ги благословува свештеникот, ги раздаваат за здраве, а исто така и ги палат свеките од светата тајна венчани. Практика која што, како што кажав, е, да речеме, древна. Свештениците истакнаа дека традицијата налага невестите на овој ден да бидат облечени во невестински фустани. Годинава тоа го направија мал број невести. Инаку празникот посветен на Свети Теодор Тирон се славеше во четвртокот и за многу семејства представува семејна слава, бидејќи култот кон светецот доста е раширен во нашите простори. Годинава кочанските невести заедно со свекрвите може да се пријават и за учество на манифестацијата Тодорица, поклонение на Свети Теодор Тирон, што ќе се одражи за време на викендов, за која трошоците околу подготовките и патот се на товар на општината Крива Паланка, која е и организатор на манифестацијата. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги додаваа дека за време на великденските пости, секој петок со почеток во 16 часот се читаат акатисти, а секој петок и недела и празници се служат свети божествени литургии. Следува информацијата од спортот. В сабота и недела ќе се играат редовните кола во фудбалските првенства, при што женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува на Борец, а Осогово дома ја пречекува Тиверија. Во втората футсал лига Унипап ќе се сретне со Астибо, а пинг-понгарите ќе паузираат. Викендов во првенството на првата фудбалска лига за жени ќе се одигра редовното 10-то коло, кое е и прво во пролетната сезона. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Велес на надпреварот против Борец, што за нашите девојки ќе биде од голема важност за добар старт по зимската пауза. Велешанки во есенскиот дел не постигнаа голем успех, имаа 2 победи, како и кочанскиот прволигаш, и само по добрата гол разлика и 3 нерешени средби ги ставија на 5-то место на табелата. Со оглед што ЖФК Кочани има сличен квалитет и постигање како својот противник, доколку во меѓусебниот дуел извлече поволен резултат, ќе го подобри и пласманот. Надпреварот во Велес е закажан за сабота со почеток од 11 часот. Во третата фудбалска лига овој викенд ќе се игра 17-то коло, а фудбалерите на Осогово ќе бидат домакини на Струмичка Тиверија. Се работи за традиционално незгоден противник, кој во есенскиот дел од првенството на домашен терен ја победи нашата екипа со 3:0, поради што жолто-сините ќе мора да бидат внимателни за да се реваншираат за високиот пораз. Подготвеност и желба за тоа меѓу фудбалерите има, особено по минатонеделната победа во Лозово против екипата на Работник. Во моментот со 30 бода Осогово е на 5-та позиција, за Довчеполе, Каменица, Саса, Плачковица и Беласица, па победата против Тиверија ќе ги помести некое место погоре. Во првенството на втората футсал лига ќе се игра редовното 14-то коло. Фудбалерите на Унипап на домашен терен ќе се сретнат со Астибо, една од посилните екипи во лигата. Во моментот Штипјани се второ пласирани со амбиции за влез во повисок ранг на надпреварување. Нашите фудбалери по високата победа од 17:1 во минатото коло против последно пласираната екипа на Богородица од Димиркапија сега ќе имаат тешка задача да го повторат успехот. Со 16 бода, во моментот тие се на 6-та позиција на табелата. Иако требаше да започне првенството во првата пинг-понгарска лига, пролетното коло од продолжението беше одложено. Во меѓувреме паузата ќе продолжи и овој викенд поради одигрувањето на силен турнир во Скопје, на кој ќе учествуваат и нашите пинг-понгари Тодосиев и Христов. Инаку екипата на Кочани во првото коло требаше да гостува на средбата со Мултитекс од Битола, но по одложувањето се разгледува можноста таа да се одигра наредниот викенд. Тогаш ќе се игра и второто пролетно коло, во кое Кочани ќе биде домакин на екипата на Борец Тим од Велес.
Почитувани, толку во ова петочно издание на вестите. Екипата на Канал 8 ви посакува пријатен викенд. Довидување.